кога дојдовме во Кочани ми рекоа, сами ќе видите како ќе поминете, ама вечерва во салата да знаете, ако салата е полна, значи на добар пат сте. Ако не е полна, треба многу да работите. Ова крце вечерва овде, повеќе од полно, ви благодарам на честа што ме обложувате со вашето присуство вечер. Дојдено до време во кое што нема друг правец, освен правецот на враќање на средната класа, создавање на фер и правично општество за сите, моменти кога парите ќе ги вратиме назад кон граѓаните. Државната социјална пензија ќе биде 4600 денари. Тоа се 40% од просечната пензија, која што е 11500 денари на ова ниво во Република Македонија. Истовремено ќе воведеме враќање на стажот за пензионирање. Со 35 години стаж, жените и 40 години стаж мажите ќе можат исто така да одат во пензија во јули. Социјалната 2500 денари социјална помош. 2500 денари за 5-члено семејство само за леп не стигат. За леп не стигат. Ние предлагаме 40% да се зголеми социјалната помош. Тоа ќе кошта државата 10 милиони евра годишно. Но тоа се најсиромашните наши граѓани. Со оваа мерка на подигање на социјалната помош, 10% годишно, 40% за 4 години, ќе овозможиме колку толку поспокоен живот кај оние социјално најзабразените граѓани. Ова целата мерка годишно е 10,5 милиони на 4 години, заради тоа што ќе се прават напори голем дел од тие луѓе да се вработат со искрена државна политика. Вкупно за 4 години државата ќе чини 28-29 милиони евра. 28 или 29 милиони евра се 4 споменици во Скопје кои што оваа влада ги направила. Истовремено и ова е мерка како парите да се враќат назад кон граѓаните. Ќе понудам неколку мерки важни за земјоделието. Ова е еден од нашите земјоделски краеви, каде што граѓаните знаеле честно и достоинствено да живеат од својата земјоделска плод и земјоделска мака, денеска тоа не е така. Прво, оваа власт на секаде труби и секој момент го искористува да каже пред земјоделците дека ако дојде СДСМ и ЗАЕВ, немало да има субвенции. Јас од овде вака ќе им кажам. Ако сакат нека пукнат, субвенции ќе има и повеќе од она што денеска го делат. Повеќе ќе има субвенции. Со мудра и доматинска политика ќе останат повеќе пари за субвенции. Што е различно кај нас? Различно кај нас е тоа што кај нас субвенциите кога ќе дојдеме на власт, а ќе дојдеме многу брзо на власт, ќе се делат многу навремено и тогаш кога на земјоделецот му требат. Значи, ако почне житото есента, веднаш да му се дадат субвенции, за да може да почне нова сеидбена сезона. Ако овде го косиме, жнееме оризот, во октомври почетокот, до крајот на октомври да бидат исплатени субвенциите за оризот. Ако градинарите се спремат за сеидбена сезона, расадуваат февруари и март, тогаш треба да се дадат субвенциите. Тогаш им требат пари и за вештачки ѓубрива, и за најлони, и за расадување, и за се. Навремено мора да бидат дадени субвенциите. И втората работа, што ќе има конечна цел и ефект, кој што тие субвенции мора да ја постигнат. Ако од еден декар вадиме 600 кила ориз, пример, ќе треба идната година, оној што ќе изваде 650 килограми, 50 килограми повеќе, за 50 килограми ќе добие за 10% поголеми субвенции. За да го стимулираме земјоделецот да го зголемува своето производство од хектар или од декар. Но при тоа ќе дадеме по 10 милиони евра годишно за нови бунари, за рехабилитација на системите за водоснабдување, за изградба на нови системи, за да не изиграват фраери од водостопанското предпријатие и еден месец, слушам во Кочанско, ја пуштија покасно водата, луѓето покасно засадија, ги фати сланата сега на 4 октомври и ништо од оризот. Епа тоа не е фер и не е добро. Затоа мора да инвестираме во сите трошоци за земјоделското производство. Имаме намера како партија која што ќе има честа да води оваа држава, во иднина да не дозволиме
на 64 години и на 65 и на 66 земјоделците да работат по полето и да умират на мегите меѓу нивите. Да не дозволиме градежници на 63, 64, 65 години да паѓат како круши од скелетни конструкции на петни спрат, градејќи објекти. Државата мора да води грижа за својот народ. Преку бенефицираниот стаж, кој што значи на секој 12 месеци стаж, 13 месец е бенефициран. Што значи земјоделците ќе одат во пензија не на 64 години, туку на 60-61 година. Многу значајни се овие 3-4 години, каде што се уште се прекршува силата и можноста да се работи. Но преку тоа ќе го заштитиме нашиот граѓанин во овие тешки дејности каде што работи, побрзо да доживее и да дочека пензија. Па дај Боже, после нека живее до 100 години и нека се ја користи пензијата која што заслужено да заработи. Неколку мерки да презентирам од областта на економијата и капиталните инвестиции. Си приличи овде. Во Социјалдемократскиот сојуз кога вагавме за се што ќе треба да има пари, како тоа целото ќе биде спроведено, одлучивме дека Македонија има капацитет за наредни 4 години да изготви проектна документација, да заврши експропријација и да започне изградба на 3 автопати. Еден од тие 3 автопати, автопатот Штип-Кочани, со трета лента до Делчево и до граничниот премин до Делчево. Веруваме дека овој наш источен регион и текако заслужува автопатско решение, а дај Боже оваа влада која што реши да почне сега со автопатот Скопје-Штип, штом ќе престане и заврши со својот мандат, а тоа ќе е многу скоро, ние ќе го продолжиме тој автопат, за да можеме да го довршиме патот кон Кочани. Немојте да се подсмевнувате кога викам многу скоро. Оваа власт многу скоро ќе замине, јас ви тврдам. Ви тврдам дека многу скоро ќе заврши. Заедно со ова инфраструктурно решение ќе ја пуштиме и гасоводната мрежа во Македонија. 8 години на лажи Груевски за гасификација. Гасот е природен енергент кој што чини на пола цена од нафтата, е 20% понизок од мазутот, е поевтин од струјата и е поевтин од дрвото за грејење. Цела Европа користи природен газ. Србија користи природен газ, Бугарија користи природен газ, Албанија користи природен газ, Хрватска користи, само Македонија не користи природен газ. Знаете зошто? Газот не се краде, не може власно да си го стави во джеп, да го украде. Затоа не градат газоводни системи во држава.